Ова е поголем проект не само во одредени градови, туку во сите градови во Македонија. Нашата цел беше првенствено Скопје како центар е презаситен и сите активности се случуваат во Скопје, ама мислиме дека другите градови исто така има можности да ова свест за еколошките активности можат да бидат применливи во сите градови. Првата работа конкретно за овој проект што ги имаме е за Лепо текстил. Првата цел беше да ги поттикнеме луѓето, иако луѓето имаа свест на соработка и на помош за своите граѓани. Првата цел беше да ја подигнеме свеста кај граѓаните дека онаа облека што ја имаат дома, а не ја носат, може да се искористи за понатаму да ја користат други социјални категории на граѓани. За да не биде погрешно разбрани, ние сакаме ова да го направиме на подостоинствен начин, значи сето она што ќе се дава да не биде нешто кое што ќе биде подостоинствено на луѓето, туку да може значи да се селектира, да се исперат, да се срезат и сето она што ќе биде донирано да вистина биде со добар квалитет. Тоа е првиот дел. Вториот дел е да она што може да се распара, имаме квалитетни материјали, да се понатаму во нашите работилници обучуваат кадри на социјалната категорија на луѓе, за да можат да се произведуваат одредени ракотворби кои што понатаму во гифшопови и одредени места со организирање на одредени активности, тие истите се продаваат и повторно влезат во средствата влезат во процесот на социјалната помош за одредени категории на луѓе. Третиот дел што ни е и најважен, а тој е веќе и најтешкиот дел, тоа е да поминеме и на индустријскиот отпад. Знаеме дека единствено тој отпад немаме организирано селектирање и употребување, да биде, значи последната цел ни е да направиме центар за рециклирање на текстилниот отпад кој што ќе се користи понатаму во индустријата, значи за одредени изолацијски материјали, зашто ова искуство ги имаат во многу земји кои што имаат проблем со ваков тип на отпад. Кога е веќе за ова и тој дел, значи треба одредени промени во законската основа што се во Македонија. Верувам дека ние како АДРА и сите други организации кои што имаат цел да изживееме во поеколошко општество, дека законите што треба да се донесат, владата да ги донесе во наредниот период, а тоа е значи за социјалните предпријатија, за откуп на индустријскиот отпад текстил. Знаеме дека сега многу компании не можат да го донираат затоа што имаат обврски да го уништуваат. Така да се надевам дека ќе можеме да делуваме со сите други да овие законски измени се донесат. Јас сум презадоволен, можам да кажам една од најдобрите градови кога е во прашање свеста кај луѓето дека ова акција е позитивна, така да телефоните се загреваат, значи луѓето се јавуваат ностоп. Граѓаните во Струмица ќе донираат денеска во текот на целиот ден, со тоа што ние поставуваме и контейнер за каде што ќе можат граѓаните и од денеска па понатаму да донираат облека која што е за користење, но сепак повремено, зависно од количините, зависно од активностите, би ги повторувале на одреден период, но пред се ќе гледаме со контейнерите да го покриеме и овој дел, за да можат граѓаните кога да имаат потреба да можат да донираат.